Еве не во Телма 5. Не, јас мислам веднаш ќе побарам од режија да го даде кадар од Стефани Камас, момчето кое што пред месец и половина ни беше тука. Сега го имам во поголема форма. Стефан Кирков, драго ми е дека секоја наредна приказна навистина ги остваруваш сите желби како на екипата на Утринска Телма, меѓутоа и на нашите фанови, конкретно на Телма 5 и Телма Вет. Не ми се верува дека ова е тоа. Дека ова е тоа. Дури колегата Жан во студио вели колку месеци има кучето? Да, има само 98 дена. Има само 90 дена. Сигурно ќе се сетат гледачите кога јас и Елена во студио ги имавме токму него и сестричката негова. Да, секам дека беше 1 февруари, он ни наноси на голем снег кога беа пред точно месец дена, тогаш по излагање на карантинот веднаш ја представивме расата кај вас на Утринска. А само што ги набавивте расите? Само што ги одвоивме од мајката практично и ги донесовме кај вас на гости. Не ми се верува дека може. Сега е повторно за 30 дена од тогаш. Предизвикавме нели голема фама. Револуција беше, мислам, тоа беше многу јабување. Добив многу позитивни критики и еве повторно затоа што расата станува се поактуелна. Решивме пак да ви доеме на гости. Ние ќе ве чекаме етапно. Сега ќе видиме за следните 90 дена. Така, да. Ние со колегата Жан некако повторно те испрашувавме во студиото и предофицијално не се запалат камерите, меѓутоа не ми се верува дека посветуваш, ти бидејќи знам колку ти е работна цела агенда, дека половина час во текот на денот вежбаш за да имаме примерок, убав модел од руската раса Алабај. Да, за жал, ајде Камас стане маца да те видат. Камас си лепота. Имаше груминг со Вајлев, ја малку изморен. За жал, да, Марче посветува многу малку време и многу ми е криво, работните обврски не ми дозволуваат поише да работам со нив, затоа што сум во овој период и презафатен и со пет маркетот кој што ќе го и со моето работно место. Да, така да работам само половина час, но горд сум на расава што е толку паметна, значи толку се мили и прифаќаат се од прв пат, што еве навистина имате вие имате можност да видите колку не ставожен мирен. Уште на само 3 месеци. Самото влегување во студио беше. Да, на само 3 месеци оне веќе куче кое е градско куче. Значи не е бачевски пес како што го налага расата. Да, кај. Си игра со сите кучиња, си игра со дечиња, агресивност нула. 0. Буквално еден пес кој секој би го посакал да го има во дворот и дома. Освојува, а зашто ги кажуваат доброто, односно имаше една статија баш на Купина Милиник, добродојавте во храмот на белите витези. Храмот на белите витези, така Temple of White Knights е оледувачницата од каде што потекнува Камас и Бела. Неговата сестричка која исто ја чувам јас. Следен пат ќе може да донесеме спомена дека по темпераментна. Па малку е похиперактивна и денеска не беше шумна за да донеска на студио. А ќе беше преголема обврска. Поздрав до Митко Ида, собственици на храмот на белите витези, првата оледувачница за расата Алабај и главни виновници што расата имаме во Македонија. Јас сум горд што имам нивни представник во мојот дом и се надевам и сигурен сум дека ќе ја освоиме буквално Европа со оние кинолошки манифестации кои ги спремаме и правиме планови да настапуваме во иднина со Камас и со Бела. Да, ме интересира бидејќи сигурно ќе има гледачи кои што сега за прв пат ќе се вклучат на Телма и може ќе ја запознаат расата Алабај. Накусот, колку е застапена кај нас? Веќе може да се сретне во доста фамилии кај нас во Македонија? Немаш. Се уште е раса која навлегува во Македонија и полека ја запознаваме. Јас себе пробувам и преку сајтови со интервјуа и преку форуми да афирмирам. Пак ќе кажам благодарение на храмот на белите витези кој први донесе Алабај во Македонија. Урбан Алабај, кинолошки исправен, кинолошки по стандард куче за сите критериуми, така. Да, он има околу 17 примероци во моментов кои се навистина од врно потекло од руско. Имаме убава крв, полека запознаваме јавноста и афирмираме да нели целосно запознае расата и да си набави дека стварно ако шарпаницата е наша гордост, еве јас го сакам премногу, јас можам да како претходен собственик на шарпанинец, можам да кажам дека е 2 пати поверен пријател и за разлика Алабајто од шарпанинецот поверен пријател и куче кој не бара толку многу кој шарпанинецот. Не ми се верува. Убаво е кој има двор, значи дефинитивно го препорачувам само за двора, не за во стан, затоа што ќе се мачиме. Ако чуваме во стан, кој има двор и има можност да му даде 2-3 убави прошетки во денот од половина час. Се сосема доволни. Се сосема доволни, јас го препорачувам затоа што верувајте овој карактер ќе во освои и ќе имате еден пријател. Ма освојува како може да имате да го грабне. 18 години, колку што е нивниот животен век, познати се со кучиња, со долг животен век. Станува збор за најстарата раса на кучиња во светот, стара 2000 години.
како што кажав, потекнува од Турција, Туркменистан. Сега зад камерите ќе откриеме уште неколку работи кои што ги дознав од тебе. Велиш дека е во топ 3 најсилна раса, Најмокни раси. најмокни раси. Да, Која е да. причината? Токму поради Нивниот карактер, нивната големина и она агресивност која имаат во себе, која се наменети значи за овчари, они чуваат стадо овци. Има еден податок кој вели Со волците. Да, еден алабај е доволен за 300 овци. Па сега вие видите колку јак е он, колку може да ги заштити, жад. да ги однесе од бачио, да ги однесе до друго бачио, истовремено да ги штити од волци, од мечки и од секаков друг дивеч. Во поново време во Америка и во Русија, значи се користи и за чувар на фарми со коњи. Значи таму е застапен затоа што коњите нели се са прескапи и имаат многу кражби во нивните бачила. Он е чувар и заштитник на тоа бачио, таа гледуваш се Значи за коњи. препорачливи за луѓето кои што живеат во селските идили. Во селските дефинитивно. идили да, меѓутоа еве ние гледаме да го афирмираме и да кажеме дека покрај селските идили кај што треба да е чувар, има намена на чувар, агресивец, куче кој пази, може да си имаме дома домашен милник кој буквално може да спие со дечиња, Го погледнате во клиповите, наистина да тоа- биде дел од фамилијата и воопшто да не пројави агресивност. Јас пак ја велам, нема лошо куче, има само лош сопственик. Да си жив и здрав. Ја многу утрово со Елена коментираме дека ниту човек, ниту куче, било кое живо битие не се раѓа агресивно. Дефинитивно. Пропратни работи во животот може да го испровоцираат тоа Така. незадоволство. Меѓутоа ги погледнав шепите. Тоа велиш Да. дека е индикатор за тоа колкав голем ќе биде Колкав ќе биде како камаз примерок. голем како примерок, значи он алабајот иде некаде од 90 до 100 см во височина, Тоа е. 80 пулс во килажа. Ако ќе се исправи да не Така, кога ќе се исправи Шекило нил. имате бела поварна мечка дома. мечка дома. Во моментов, значи, он е во рац, како што кажавме, јаде високо квалитетна храна. И некој се забележува на ТВ екранот, дури и ржи. Не знам дали забележува. Да, ова кажува дека нешто му пречи. Дека се гледа се. Да, се гледа во монитор. Како што кажав, јаде високо квалитетна храна за да изгледа вака како што изгледа. Значи прима додатоци витамини. Ај сега смели се мас. И навистина треба да се обрне внимание во овој период во растот. Маса се додава калциум, кафартанче, некои препарати за куските. Нели сепак има голема тежина и мора сето тоа да се состои, мислам храната е клучен фактор во овој период од растењата за нив. За да Кога имаме ја вистински- достигнува максималната големина, тежина и така натаму. Сега имаме Така, они идат во висина од 18 месеци, од во висина, после 18 месеци они се формираат значи во градите, во ставови, во самиот од. Така да после 18 месеци вие го имате правиот алабај во вашиот двор. Сега како тинејџер побрзо ќе му расте едното уше, па другото. секогаш велиме дека тоа е пубертетска фаза. Пубертетска кога фаза, дури да. многу често знаме да кажеме дури непривлечни се на моменти. Добро, ама не е ама ова, не може да. Ја ќе си земам кокер. Да, значи се уште сега значи сме во пубертет, влагаме во пубертет и се формираме. Се формираме. На 18 месеци Веќе ќе го имаме вистинскиот пример. ќе имаме пандата во До студио, тогаш пак ќе уште едно донесе. три сигурно гостување ќе направиме, етапно да го Нема видиме проблем. како се созрева. Уште да посетиме дека интересно е кај мажјаците се сечат ушињата заради убавиот облик нели на Така, целиот да. асортиман на алабај. Значи Нели дека жените- претрпуваат мажаците и женките претрпуваат копирање на ушите, значи не Аха. само мажаците. Во нашиот случај ние одлучивме камас да машкиот пример да не се копирани уши, затоа што он ќе настапува на сите кинолошки манифестации, специјални изложби наменети само за алабај. Ќе се каде случуваат што- оригинално во тука негде? Во Македонија не. Значи оригинално најблиску Србија, Црна Гора, Русија најдалеку, така да имаме планови да појдеме и до таму, да се ги измериме силите. Имаме квалитет Имаме и зашто квалитет. да не направиме некој успех кој што направи со француските булдози. Не се сомневам. Да. Кои што инаку се двете и мајката и керката се во блажена состојба. Да, имам две френчки кои се облажена со себе и тоа ме чуе како обврска, но не се плашам, тоа ми е најубавиот период Да? од Кога се год- очекува на Мекици да од тие дојдеме? 2 години, месец април ве карам на Мекици, Така? дај Боже. Иначе кај копирањето значи колку и да изгледа дека не е хумано, значи тоа се прави сертифицирано со пластична метода, пластична хирургија, каде што кучето буквално не осеќа ништо. Инфекции, далеко од инфекции или далеко, било да што. се грижиме сето тоа да биде стерилно, чисто. Вистински алабај е со копирано уши, тоа исто кога да имате добарма, нема уши, опашка, нели не е истиот екстидер Ние го на земе кучето. и- Да, токму Да, така. така да женката не е без копирани уши и опаш, она ќе настапува на сите кинолошки манифестации европски каде што
преферираат судиите да нема копирани уши. Некои изложби, некои суди изложби тоа го дозволуваат, некои не. Некој не. Така да моравме да имаме комбинација за да има секаде. Меѓутоа претходно има информација да речеме ако е таа изложба на Да, моментот во самата најава претежно еве во Република Грција строго е забрането куќе со купирани опаши уши да учествува на изложбата. Меѓутоа таму затоа имаме Бела која нели ќе не представува. Бела се вика? Бела е женката, да. Добро, соодветства името дефинитивно на таа принцеза. Бидејќи ги спомнавме, ете, регионалните наши соседи, велиш во Србија, например, расата сепак има своја и изложба. Да. Колку да речеме таму е застапена во Многу поише. Многу повеќе од кај нас. Србите навистина имаат многу блиски контакти со Русија, нели како на политички план, така и на пријателски, така и на кинолошки план. Така да алабајето е многу позастапено во Србија него ли кај нас. Пак ќе велам исто како изошел планинецот, на жалост. Македонска раса, а македонски одледувачи одат во Србија и купуваат шарко. Навистина не се грижиме за она што го имаме, што е наше, богатство. да си го заштитиме. Буквално апелирам до сите оние Министерство за култура, Кинолошки сојуз на Македонија, буквално да направи све да се ги заштитиме оние раси кои се наши, потекнуваат од нашите простори. И јас еднаш кажав и бив искритикуван јавно, велам наместо да се градат споменици на бикови, на коњи кои се небитни, да се инвестира во споменик на шарпанинец во центарот на градот. Така, како наше на нешто македонско. Така е. Што му го имаме и на монета? Да, жалосно, но покажува. Јас верувам дека свеста ќе проработи, ќе сите и дека ете ќе се заангажираме со да ги нашите задржиме апели, како традиција и како наша знаменитост. Сакам да прашам, мислиш дека ќе се случи некоја експанзија следнава година, можеби на Алабајто? За задоволство твое, можеби преку сајтот Купи Миленик и веќе маркетот, Пет маркетот ти честитам. Го имаше своето отворање, ако не се лажам, 18 март. Во саботата на 18 март го како поминавте, знам дека имало многу голема посетеност и веќе имаш редовни своји, како да кажеме, клиенти, муштери кои што секојдневно сакаат да бидат таму. Секој ден таму, да. Значи благодарам, 18 март го отворив Пет маркетот, она што го планирав долги години. И немав храброст да го направам, конечно се оствари. Меѓутоа со чисто срце. Приказка, многу напор, многу труд. Меѓутоа се исплатеше, на отворањето имавме околу 250-300 гости. Пова не ги знаев. Тоа е добро дека да се дојда луѓето чисто се информира, видоа што има внатре, допрва ќе се оформува со животни. Значи во моментов очекуваме кученца да ни пристигнат кои ќе бидат дел од Пет маркетот, американски басет хаунд, бигл, бишон, шицу. Значи сите популарни раси ќе ги имаме во живо да ги видиме во Пет маркетот со инфо како треба да се чуваат и да се одледуваат. Ќе вршиме едукација на сите кои сега да се купи куче, претходно да премине по таа едукација, да видиме прво дали е способен човекот или фамилијата пред да се набави расата, да се запознае што таа раса бара. Ако бара баја живе во гарсонјер, дефинитивно нема да дозволам да се купи него ќе натрам да се купи некоја салонска раса. Ако ајде да кажем да го уништи својата хармонија во домот, и хармонијата на кучето и животот на кучето ќе се мачи, фамилијата и кученцето. Многу чест проблем во Македонија, затоа дел од Пет маркетот има свој едукативно катче каде што ќе седнеме, имаме телевизор, имаме Animal Planet, имаме YouTube клипови. Значи се ево преведено на македонски, имаме книги каде што ќе седнеме со луѓето, ќе ги афирмираме, ќе ги посоветуваме на правилен избор на расата. Не е само физички да не се свиѓа. Треба да имаме раса која ќе уживаме и ние со неја и она со нас. Следниот период ќе бидеш наслушен секако и за уште поголема промоција, бидејќи заслужува токму Пет маркетот да добие на некој начин своја поддршка и експанзија. Освен тоа што ќе имат прилика да се запознаат и да се едуцираат за конкретна раса, ти спомена дека има посебен дел каде што ќе можат да се ги четкаат груминг делот каде што ќе биде посветен. Да, имам и дел и за груминг кој веќе почна да функционира и сум навистина изненаден колку стана популарен од самото отварање до една недела веќе правиме. Значи имаме фамилии кои си ги носат кученцата на груминг, да не ги бањаат дома. Слободно може да одат во Пет маркетот каде што ќе си ги избањаме. Најавам промоција за наредна недела. Гратис бањање на првите 30 кученца кои ќе дојдат во Пет маркетот. Ќе афирмираме следна недела, да. Значи тоа ќе ви го пуштиме како инфовутринска на телма. Ќе даваме ваучери. Првите 30 кученца кои ќе се пријават, но ќе го составиме тоа убаво да биде. За да им го прикажеме. Ќе го снимиме со камера за да видите за што конкретно се работи и на кој начин се бањаат и грумираат кученцата. Така да ќе предизвикаме една свеска и луѓето за некои си многу ефтини пари, а не си ги бањаат дома кученца, него професионално ќе ги донесат кај нас, ќе ги шеткаме, ќе ги избањаме, ќе им ставиме пудра едно гајле помалку.
Да, дома мирно, Чиста педантна работа. да, ние уживаме во таа работа, наистина најавам дека нечини нема да кошта како кај другите места, него ќе биде сосема нешто символично. Супер. Сега, би сакал со тебе, бидејќи си долги години во Кинолошкиот сојуз, навистина бројни луѓе, собственици веќе на своји куќиња, години од кај тебе ги набавуваат, па многу се интегриран во целата таа приказна. Сме сведоци последниот период на немили настани кои што се случија, меѓутоа мора да ги оградиме гледачите, бидејќи секој кој што ќе пише некаков си свој статус или некаква си порака на социјалните мрежи кој што го возможува и нормално е, на некој начин сепак интернет платформата го возможува тоа, не треба во се да се верува. Веста за жал од детето кое што настрада од или последиците кои што беа токму од нападнато од куќиња и дамата за жал која што моментално сега ако не се лажам во болница, нели згрижена, пак ќе кажам и ќе поентираме. Куќа не се раѓа агресивно, меѓутоа сепак има разлика од градски куќиња кои што се растени, да речеме, во тие селски или површини низ Македонија. Да, тие се бачевски куќи, значи целата таа ситуација случи во семејството на детенцето, навистина не трогна сите. Тоа се случило на Бачево, тоа се случило каде што има бачевски овчарски куќиња кои се агресивни, наменети за овци, наменети за давење со волци, чување на самата средина. Меѓутоа, тие се надвор, да речеме, и од цивилизација, надвор се и од социализација. Тие не познаваат луѓе, тие ги знаат само овците и овчарот кој ги води по бачивата за да нели има некаква контрола, само он има контрола врз нив. За жал, јас сум љут на Анема Мунди, јас сум љут на сите здруженија, љут сум на многу портали кои се тоа го искористија само да наменат дека ние собствениците на куќиња не си ги пазиме доволно куќињата. Мора да напоменам, тие се селски куќиња. Не го оправдувам тоа што го направиле и го осудувам, меѓутоа за тоа треба да се грижи најверојатно Агенцијата за храна и ветерина, си има некоја своја комисија која ќе го нагледува која што ќе го нагледува, надзор да го изврши. за земјоделие, но никако не треба да ги споредуваат со ние собственици на градски куќиња кои верувате, куќињата ние си ги чуваме како наши деца. Така е. Од себе поаѓам сиве овие години, ниту еден мој миленик не бил. Ево градскиот парк е препун со куќиња, дури јас сум горе што постојано застануваат родители ме прашуваат Стефан, што са ние ќе си купиме следно? Или пак се фотографираат со руски азијат кој важи за најкрволочна раса на целиот свет. Ако се нели категоризираат расите. Значи, морам да напоменам, сепак не е убаво и се сочувствувам со фамилијата на детенцето и со господјата нели што се случи тоа немли настан, но мора да правиме разлика. Значи, тоа се случило во селски средини каде што тие куќиња навистина некој мора да има контрола во нив, мора некоја институција се појави која нели ќе врши од време на време проверка дали тие куќиња се вакцинирани, што тие куќиња јадат, колку често се вакцинираат против беснево. Значи, но никако не треба да не споредуваат нас, градските собственици на куќиња кои куќињата со редовна контрола и посета на ветеринарни установи со нега. Камас има повеќе документи од мене. Значи он е со микрочипови до Чучун дедовци, ние знаеме негово стройство и сите урбани куќиња во Македонија може да видите низ градскиот парк, дури ги облакаат кога куќенцата се грижат прекрасно за нив. Не треба навистина да не споредуваат. Треба да постои закон за благосостојба на животни, да се почитува, треба да постои закон кој нели ќе ги ограничи љубителите и собствениците на куќиња на некои цели, меѓутоа никако нас порталиве кои само за да бидат читани не треба да напишат ништо за нас. Не треба издруженија за заштита на животни, еве најпопуларно Анема Мунди, другите не ги споминам, да не осудат нас или да ги осудат куќињата. Така е. Крив е човекот. Така е. Значи човекот ги направил куќињата да бидат агресивни, да го чуваат бачиото. Дајте да најдеме вината во оние кои навистина треба да се поднесат одговорност. Куќињата вие може да ги успиете, може да ги убиете. Тоа не е хумано. Тоа сум апсолутно многу против. Човекот е крив и собственикот на нивниот собственик, собственикот на бачиото и мора да имаме институции кои ќе се погрижат за тоа, нели нека ова биде овој еден настан кој нели ќе не освести затоа што загина детенце, навистина што го немил настан, навистина сите не погоди и не залудно начинот со тебе темата, бидејќи навистина си елоквентен на сето тоа да говориме. Мислиш ли дека во дефицит сме, да речеме, да има центри кои што ќе може да ги изгрижат? Јас многу често знаеме да кажеме дека кога патуваме по големите европски метрополи, сепак сме дел од Европа, сме дел од овој свет, мора некако да почнеме да ги воведуваме тие некакви си законски регулативи. Ниту еднаш во било која голема европска метропола, која што можеби и по стандард е слична со нас, нема ниту едно улично куќе кое што може да го забележиме
на улица или пак Дефинитивно. Јас такви немили населени изминатиот се период го соочуваат. посетив Истанбул, го посетив и Солун. Верувајте Грција и Турција важија за кинолошки најзаостанати земји. Апропо беше Во Солун и во Истанбул, толкав град, вие не може да забележите едно улично куќе. Дури ако има улично куќе, се има насоки каде тоа кој куќен се спие, се има менгушка, кога е вакцинирано, од што е вакцинирано и кој од дуќанчињата околу одговара за него. Се грижи да речеме се грижи за него и си има постапка. Има центри, не можам да го споредам Вардариште, затоа што сум против условите кои се таму, навистина се мизерни. Не сакам да ги спомнам, да. Тоа во некоја друга близина, емисија, да, во некоја друга емисија, тоа сведок. апсолутно не го сметам ни за стационар. Никако не. Никако не. Меѓутоа, еве, апел, имаме политика, имаме градоначалници, долго сака да го добијат нашиот глас, гласот на сите кои ги сакаме куќињата. Така е. Направете стационар по стандарди, дајте они улични куќиња да ги снема од улица, меѓутоа да им пружиме едно живење кој што Љубов на заслужуваат. вистина кој што заслужуваат. Така да ќе поинтираме. мора да проработи таа свест. Нека се стават тоа во програмата, ќе го добијат сигурно гласот. Се наделам. И парковите кои што треба да бидат позастапени, да речеме, во разни делови од градот Скопје, од општините, нели, ако не се лажам, единствено Капиштец и градскиот парк се кои што ги имаат овозможени овие услови. Се први благодарение на град Скопје, благодарение и на мојот портал Купи Миленик пред 8 години Беше направивме иницијатор, иницијатор да се направи паркот за куќиња. Повикавме на ден за дружење за нашите миленици, собравме околу 400 куќиња и го посетивме градскиот парк. Направив јас лично пресконференција, ме поддржаа многу невладини организации, политички партии. Градоначалникот Коце Трановски ни излезе во пресрет и веднаш потоа почна со градба на куќиња. Но еве нека апел за сите градоначалници во секоја насоба во Скопје и низ Македонија се потребни такви професионални паркови, каде што нели Ќе биде практично во наша населба да го имаме. Практични зони нели кои не ги И сакаат да се социализираат куќиња со куќиња. Тоа дефинитивно не е, ако некој има нели страф од куќиња, ние се одвојуваме од нив. Ние нашата дружба е во паркот. Многу добро знаеме, се разбираме во тој поглед. Така. Уште еднаш ќе потсетиме, алабаи достапне може да ги набават ако не се лажам во следниот период и преку твојот сајт Купи Миленик. Kupimilik.mk, во моментов имаме повеќе куќенца во алабај на продажбан. Не е честа раса за да може да набавиме во секој период од годината. Меѓутоа со претходна најава. Да, со претходна најава и во моментов еве имаме супер легло. Така да сите заинтересирани може да нели да го посетат сајтот, да не контактираат, да дојдат на пијачка во Пет маркетот каде што ќе се информираат околу потеклото, педигрето, како патува куќенцето, од каде доаѓа, ќе добијат вистинска насока и ќе добијат совршен миленик дома. Да, следната недела јас би сакал да се видиме и да им прикажеме на гледачите илустративно преку фотографии и видеа како изгледа прекрасниот Пет маркет кој што е во твоја собственост и единствено си главен виновник што добивме на ваква убава локација за јас ќе очекувам, јас ќе очекувам. Оправдано ме подсете на отварањето. Најавив неколку промоции кои ги најавуваме, како бањање, груминг, така да преку вашиот утринска на Телма ќе ги доделиме тие ваучери, така да и сето тоа го документираме за на утринска. Се гледаме со уште еднаш ќе го заборам името. Камас. Камас се гледаме за отприлика 90 дена. Може. Така. Договорено. Се гледаме навистина и следна недела повторно со убава тема и да го представиме Пет маркетот за гледачите. Благодарам. И благодарам што и вие како наша публика бевте и овој пат со Телма Пет. Бидете на Телма.